Во рамките на четвртфиналните надпревари за Купот на Македонија, ЖФК Кочани во Битола го победи Топ Голос 1:0 со голот на Петровиќ и се обезбеди место во полуфиналето. Меѓутоа, каков ќе биде конечниот епилог на овој дуел, се уште не се знае, бидејќи него доживеа регуларниот крај. Средбата беше прекината, односно судијата означи крај во 58-та минута при резултат 1:0 за кочанската екипа во момент кога дури 5 домашни фудбалерки одеднаш се повредија. И бидејќи битолчанки останале со само 6 фудбалерки на терен, неизбежно било средбата да се прекине. Според неофицијални информации, чуден тек имали надпреварот помеѓу Драгон и борец од Велес, кој по многу пресврти завршил со 4:3 за домакинките. Наводно полицијата и Фудбалската федерација на Македонија покренале истрага за надпреварот, кој го карактеризирале низа сомнителни ситуации и чудни резултатски пресврти. Освен женскиот фудбалски клуб Кочани, победи во четвртфиналето извојуваа и екипите на Драгон против Борец со 4:3 и Стато против Речица со 8:0 и Тиверија против Атлетико со 3:1. Доколку дрепката му биде наклонета на кочанскиот прволигаш, лесно може да се случи и годинава да игра во финалето на Купот на Македонија, што ќе представува голем успех.